Почитувани, политиките на оваа локална самоуправа и мене како градоначалник се во постојан континуитет на подобрување на услугите кон сите граѓани. Во нашите програмски определби стоеше општина отворена за сите, за подобри услови, за подобар и поубав живот за сите. Токму затоа денес промовираме нова набавка на возило, кое што е во услуга на граѓаните кои што имаат различни форми на потешкотии, а кои што во минатото имале навистина реални проблеми со транспортот, онаму каде што сакале да се движат. Знаеме дека во нашиот град функционира дневниот центар за лица со потешкотии, и ова возило е пред се наменето за лицата кои што ќе бидат сместени во, односно и ќе користат услугите на овој дневен центар, меѓутоа не само за тоа. Сите граѓани кои што ќе имаат потреба за мобилност, независно за каде се однесува, ова возило ќе биде ставено во функција токму на лицата кои што имаат таа потреба, а имаат потешкотии во својата мобилност. Во изминатиот период Битола беше првата општина која го отвори регионалниот центар за слепи лица, во кој што покрај Битола учествуваат соштитеници и општините Демирхисар, Ресен, Новаци и Могила. Исто така, општина Битола изврши низа инфраструктурни зафати со кои што ги подобри условите и услугите кон граѓаните со потешкотии во мобилноста, во самата општинска зграда, дури и вработи лице кое што има потешкотии во мобилноста. На овој начин покажуваме дека едноставно нема крај на тоа како можете да ги подобрувате услугите на граѓаните независно од тоа за која категорија на граѓани станува збор. Бидејќи сите сме еднакви, сите навистина треба да имаме еднакви можности за поубаво живење и функционирање. Она што го посакувам е побрзо да излеземе од здравствената криза и навистина овие бенефити кои што ги дава општината да бидат оптимално искористени како услуга на граѓаните. Делото е во висина од над 1,3 милиони денари и во соработка со UNDP, Швајцарската агенција за обнова и развој, преку форумот на заедниците кои што беа водени за да се детектираат кои се реалните потреби, на што граѓаните ќе дадат приоритет. Одлуката беше донесена за набавка на вакво возило и чинам дека го направивме вистинскиот избор и вистинскиот погодок заради тоа што искуството ми покажа дека навистина граѓаните кои што имаат потешкотии во суштина имаат потешкотии меѓу другото и со својата мобилност. Значи формата на користење ќе биде голема, не само како што кажав за дневниот центар, туку и воопшто за сите нивни потреби. Едноставно нема повеќе да се наоѓаат во ситуација да молат за превоз, да се мачат како да издадат превоз затоа што ова возило е наменето токму за нив. Ова е за нас стварно нешто преубаво. Јас кога слушнав првиот пат уште кога рекоа дека ќе се додели се израдував. Зошто? Ќе може секој, и оној кој е во количка, и оној кој е со оштетен вид, и оној кој е со други телесни оштетувања, да дојди на некој надпревар, да отиде како ние имаме глобал слепите. Па рачунајте, од таа екипа се 9 луѓе, 8. Треба да одат некаде. Треба да молиш некој да и носи. Вака ќе имаат свој превоз. Телесните исто спортуваат. Ќе имаат свој превоз. Работаат, творат. Дали ќе ги однеси од дома до работа, тоа ќе остани за тие што одлучуваат. Али стварно е ова голема придобивка пред се за заедницата на инвалиди, на сите инвалиди зборувам во град Битола, бидејќи сите ќе го користат